Весна, на кој начин обезбедувате поддршка за родителите и децата кои што имаат ретки болести во вашето здружение? Така. Значи пред се ние сме тука за кога и да се јават и кога да имаат потреба од нешто или само да кажат едноставно своите маки и потешкоти, ние сме тука за нив. Исто така се обидуваме да ја подигнеме јавната свест, затоа што тоа е еден чекор напред кон разбирање на ретките болести од јавноста пред се, затоа што се случува, например, да не го прима детето во градинка затоа што имало ретка болест. Затоа што име страв, не знае како да се грижат за него. И тоа мислам дека е време да се промени, затоа што ако имаш ретка болест не значи дека си ти сосем различен или пак не дај Боже заразен, туку напротив си еден нормален човек, едно нормално дете кое треба да ја добие истата шанса како и другите. Исто така сега за 28 февруари организиравме еден настан, Ден на ретки болести. Да. Тоа беше нашиот ден, светскиот ден, за кој обезбедивме и да дојдат пациентите. Дојдоа многу пациенти, многу родители. За прв пат мислам дека во толкав број се собраа на едно место. Пред тоа никогаш тоа се немаше случајно и тоа е еден голем чекор напред за здруженијето и за родителите, затоа што голем број од нив и немаа ни храброст да излезат и да кажат јас имам болно дете. Имаше и возрастни пациенти кои исто немаа храброст да кажат дека се болни. Сега полека таа храброст се собира, затоа што сме се повеќе заедно, а здружени можеме да делуваме многу повеќе отколку кога би биле сам по сам, еден по еден. Така многу тешко е да се направи нешто и се надевам дека ќе успееме. Исто така имаме и поддршката од Европската Гоше алијанса, чија представничка директор Тања Колин Хистет беше дојдена исто на 28 февруари да не поддржи во нашите напори. И ја имаме сега и поддршката од Еврордис, Европската асоциација за ретки болести, во која станавме членови, и мислам дека полека ќе се градиме и ќе можеме да обезбедиме и поголема поддршка за пациентите и за родителите, во смисла не само на информации, на психичка поддршка, не туку да одиме и понатаму да видиме кој има посебни потреби и како може тоа да се прилагоди и да се социализираат во општеството, да има една социјална инклузија на децата од почетокот. И тие да може да имаат нормален живот, нели? Да. За крај на вашето гостување во нашата емисија, дали би сакале да упатите еден совет до нашите гледачи? Повелете, доктор Шукарова. Па јас ги поддржувам луѓето од здруженијето, бидејќи луѓето си имаат мака, има право Весна, затоа што сега за сега ретките болести, било каков проблем кој што е хроничен, животно загрозувачки, представувала на тема во нашата средина. Сега се повеќе таа ограда околу овие луѓе престанува, луѓето сваќаат дека не се сами, така да бараат помош и бараат поддршка и како сите заедно може да делуваат посплотено во однос на да бидат некој фактор во државата за да ги изборат своите права. Ние сме тука да им помогнеме, Министерството се надевам исто така, јас сум задоволна од тоа што повторно почна и повторно се ажурираше Комисијата за ретки болести. Пред неа стојат многу работи, бидејќи треба пред се да се направи регистарот за ретки болести, кој што луѓето од страна и луѓето кои што ги водат европските регистри веќе нудат помош како тој треба да се направи. Има некаква правна легислатива кој треба да ги внесува, како треба, имаме повеќе и примери од нив, од странците кои што фактички нудат помош во тоа поле. Само тоа треба да се изгради. Зошто е тоа така? Затоа што се предпоставува, можеби не во толку блиска иднина, можеби во подалечна иднина, овие пациенти можат да ги користат здравствените услуги. Тоа е само идеја на, да кажам, Европското здружение за ретки болести, за да овие пациенти ги користат здравствените услуги на било која европска земја. Значи, трансфер помеѓу граници ќе може да биде, ако биде заведен во регистарот. Не мора да има лек. Може треба диагностичка постапка, може треба контакт со други фамилии кои што имаат слична болест и така. Така да мислам дека треба од тука да тргнеме, па после тоа да продолжиме понатаму. Се надевам дека за се поголем број на ретки болести и ќе се најде соодветна терапија. И соодветен лек. Весна, повеле?
Јас прво сакам да им се заблагодарам на пациентите кои собраа храброст за да ја раскажат својата приказна. Значи не само по пресконференции, туку ја раскажаа својата приказна за да ја ставиме во брошура, каде што има околу 5-6 приказни од пациенти, од родители со ретки болести, и мислам дека ова ќе биде еден почеток за и другите пациенти да соберат храброст и да ја раскажат својата приказна и да ја побараат потребната помош и потребната поддршка која им е потребна. Концепт маркетинг ни помогна да издизајнираме и да изгледа убаво за да може да ја споделиме со други пациенти, па и со доктори, па и со Министерството тука, за да видат дека да, ние ја имаме храброста и ние сакаме да го имаме и нормалниот живот кој го заслужуваме, затоа што не сме невидливи, ние сме тука и ние ќе продолжиме да го бараме нашето право, затоа што заслужуваме да бидеме нормални луѓе, исто како што луѓето со дијабетис и со хемофилија доживотно се лекуваат со одредена терапија, истото ни е потребно и нас. Искрено се надевам дека надлежните ќе ви излезат во пресрет. Ви благодарам на двете што одвоивте време и бевте дел од емисијата Огледало на здравјето. Се надевам ќе се видиме во некоја следна прилика. Благодарам и на вас. Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас. Во рубриката Интересни научни истражувања поврзани со здравјето на луѓето, во ова издание на емисијата Огледало на здравјето ви подготвивме еден прилог за тоа кога вежбањето има најголем ефект. Погледнете го. Вежбањето пред појадок има најголем ефект, покажало најновото истражување на научниците од Велика Британија. Тренингот пред појадок овозможува да се ослободите од вишокот на килограми, покажале резултатите од истражувањето. Мажите кои вежбале пред утринскиот појадок, не само што брзо ги губиле килограмите, туку имале и понизок процент на маснотии во крвта. Според експертите, најдобро е редовно да се вежба на празен желудник, бидејќи тоа дополнително го присилува телото да црпи енергија од масните наслаги. Во истражувањето учествувале луѓе поделени во 3 групи. Оние кои вежбале трошеле повеќе маснотии од оние кои по појадок седеле, но оние кои вежбале пред појадокот изгубиле 33 повеќе маснотии од оние кои вежбале по јадењето. Тестовите покажале дека оние кои вежбале пред појадокот имаат поголемо намалување на маснотиите во крвта. Сепак, научниците предупредуваат дека губењето на телесната тежина и понатаму останува бавен процес кој бара посветеност и одлучност. Драги гледачи, ви заблагодарувам за тоа што одвоивте време и бевте дел од емисијата Огледало на здравјето. Ви посакувам убава и пријатна работна недела. Се гледаме за 7 дена, останете во добро здравје. Довидување.